Спремни сме да ја отвориме Пандорината кутија? И народот со вистината и правдата, без конфликтна логика, без логика на делба, без логика на војна, да изгуркаме и да направиме подобро за идните поколенија. Или понатаму ќе тониме и понатаму ќе се гушиме од некој кој што не ставија во ова бара полна со крокодили. Секој оној кој што повикува на насилство, повикува на конфликтна логика, повикува на логика на делба, одјасно, појасно е на кого му служи. Наша одлука е сега и одма дали ќе се водиме со Божја логика или ќе се водиме со конфликтна логика. Ако се водиме со конфликтна логика, ќе помогнеме на сите оние кои што ја создадоа ова голема секта од милионери и кои што верно им служат на својот молох, на парите, и ќе чекаме нови и следни. Ете, јас ме прашувам, дали конечно ќе служиме на Божјата логика или ќе служиме на конфликтната логика? За да служиме на Божјата логика, треба да се водиме со вистината и правдата. Светол дел Светлана, имам посебно прашање до тебе. Дали покойниот Ниче Димовски е поклоник на Црното сонце, во кој што ти имаш учествувано на неговите трибини заедно со многу мои други пријатели? Значи, Светлана Петрушевска, сестро моја, те прашувам дали Ниче Димовски беше поклоник на Црното сонце, гледајќи го неговиот символ и сето она што е поврзано позади. А јас, како и ти, имам многу мои пријатели, браќа и сестри кои што се биле на неговите трибини, на неговите сеанси и така натаму, па верувам дека и другите ќе се вклучите и ќе ни дадете објаснение, моја сестро Светле, за покојниот Ниче Димовски како поклоник на Црното сонце. Се разбира доколку сакаш да ни помогнеш со вистината, бидејќи без вистината, Светле, ќе чекаме кои нови ќе бидат следни во некои нови пожари на Молохот. Очекувам јавно да ми пишеш, затоа што молкот и криенките од нас македонците, еве до каде доаѓа. Доаѓа и до символот на Црното сонце, кој што го користат 13 фамилии, нивното знаме, кој што долго време и долго години го промовираше по Бзоки, битовски таказвани партении, ама денес двата црни орла на жолта позадина ги нема откако објавивме чиво е тоа знаме.
од тебе дознав кој е и се срамам што бев на било кој начин со него. Дали знаеш ти, драга моја сестро Светле, дека тој е промотор на многу секташки работи во Македонија? Дали знаеш дека неговиот миленик, кој што го сменија на сметка на Љупчо Ѓоргиевски во куќата на покојниот Ниче, е масон? Зрински или Никола Груевски, кој што угодно седи во Будимпешта и чека на бел коњ да се врати во Македонија како спасител, како миротворец, откако се претходно ќе изнаправи хаос и анархија. Дали знаеш дека многу од тие сеанси денеска се злоупотребуваат? И дали знаеш дека покрај покојниот Ниче Димовски, Попзоки, такозвани партени и битолски, и менторот на Пепе Апарати и Палчо имат заедничко, а тоа е што мене ме нарекуваа секта и сите вас? Дали знаеш, драга сестро Светле, зашто ја бев ставен на одстрел како секта после сето оно што го слушнавте во Кочани? Дали знаете дека ние овде се бореме со секташка организација, а многумина од вас се биле на сеанси и потполно ви е јасно кој со која цел? Дали случајно имаше адвокати кај покојниот Ниче, моја драга сестра Светле? Дали случајно имаше новинари, новинарки кои што беа на факултет? Дали случајно имаше радио водители? Дали случајно имаше геолози? Дали случајно, Светле, се проверуваа подземните води каде што бевте со сеансите со Ниче Димовски? Затоа не треба молк. Не треба јас да ве подсетувам. Вие треба самите да ги одгонетнеме сите овие работи, затоа што повеќе не треба да имаме друго Кочани. Кочани е мртов град. Не верувам и не уживам во приказките на попчето од Кочани, каде што кога ќе влезете пред храмот Свети Ѓорги во Кочани, доле ви стои символот на Црното братство, жолто знаме со два црни орла. И Кочани го споредува со покојниот или со живиот Бог, каде што и самиот Исус кажал: зашто ме барате меѓу мртвите? Као наводно денес Кочани е распнат и сега чекаме кога ќе воскресне. А додека Кочани некој го распнуваше, некој како Владо Павлов го нарекуваше дувлочани. Дали знаете дека овие черепи кои што се чуваат во манастири се символ на масонеријата и на слободното зидарство?
Дали знаете дека истите тие од секогаш вршиле влијание врз народот? А најголемото влијание во минатото доваѓало преку печалбарите. А денес влијанието го прават преку македонските интелектуалци. И затоа да не ве чуди што некој си судија листа има, не можеш да изброиш колку пари има, или градоначалник, од кондуктер дошол до мултимилионер. Дали знаете што има под Сити? Објектот кој што го киднапира и присвои тој градоначалник, што не знаеме колкава му е листата од кондуктер. Не знам дали не знаете ништо од тоа, драга сестро Светле, бидејќи во тие сеанси имало геолози, имало луѓе кои што барале подземни води, имало луѓе кои што правеле спектакуларни сеанси на места кај што имало жива вода. Така да, не знам, не верувам дека толку си наивна да не веруваш и да не знаеш зошто му служиле геолозите, зошто му служиле новинарските екипи, зошто му служиле новинарки кои што биле на факултет, геолози, зошто му служил Тодор Петров, например, и така натаму, и така натаму. Имаме фамилии, имаме деца, имаме внуци, внуки и треба да се бориме за нив, Светле. И треба да си признаеме каде сме сгрешиле и да се водиме со Божја логика да помогнеме на идната генерација. Затоа што најголемото масонство и слободно зидарство во Македонија започнува од големите линденци во стилот на Грилас, во стилот на Дамјан Груев и ќе завршам со Никола Груевски. Каде што сите го чекате на бел конј. Мораме да се бориме. Мораме да кажуваме вистината. Мораме да бараме. И во нашиот свет град, например, Охрид, посторално кои действуваат. И кои се тие језуити од Загреб? И дали овде имаме дете? Донесено од Загреб? И дали случајно се тоа на што јас го поминував е со некоја цел? Не верувам дека ќе кажете не верувам дека ќе кажете дека сте били на сеанса, но дајте да реагираме, бидејќи ова што се случува и што доправа ќе дојде ако не сме предпазливи, тешко на сите мајки во Македонија. Не знам дали знаете дека сите ја фрламе многумина топката врз удба, а најгрозоморните сценарии ги вршат КОС. Идентично како и езиудите, кои што се скриениот дел, кој што и представува скриен дел нивена, тоа е воената раздорнувачка дејност за Ватикан. А денес ја ви представив многу факти и аргументи
дека ние немаме Охридска епископија, туку ние имаме Ватикан во Македонија. Никој не може да ме убеди, гледајќи го таткото на нацијата Грилас, дека создавањето на нашата национална свест не се одвивала преку масонеријата и низината потреба да го уништи вистинскиот Гоце Делчев, а да ни го наметне овај кој што сите вие го знаете како татко. Тоа значи дека од Илинденското до ден денес и претходно масонеријата има големо влијание во Македонија. Вие секогаш ќе се борите против Владо Павлов, затоа што никој не сакате да си ја кажете вистината. Ама не знам дали знаете кој е Джузепе Мацини. Тој ви го оживувал вашиот татко, лажниот Гоце Делчев, како учител. И не знам дали знаете дека Мацини бил задолжен од род Штилови за светските револуции во тој период, пред и после Милинденското востание. Но ајде, ќе речеме случајно е тоа што ги учел Грилас или лажниот Гоце Делчев според Владо Павлов за Джузепе Мацини. Ама зошто кажувал и за Гарибалди, кој ја спроведува револуцијата во Италија. И никој не може да ме убеди дека таткото на нацијата не учествувал во бугарски и српски ложи, бидејќи во тој временски период Македонија нема масонска ложа. Он е основоположникот на масонската ложа, што значи дека бил во Бугарска. А кој е вистинскиот Гоце Делчев? Вие никогаш не сакавте да поверувате. Треба да се вратиме. И зошто Поп Зоки Битолски на неговиот стол копаничевски му стои Малтешкиот крст или крстот на малтешките витези. Тоа е организација која што се рекламира со племенити цели. Ама немојте да заборавите дека тие се под целосна контрола на језуитите. Така да, пропагирајќи го крстот, Поп Зоки Битолски, тој ја пропагира контролата на Јован Бигорски која што имат језуитите. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Сакајте плукајте ме. Сакате, слушајте го Поп Зоки Битолски, слушајте го менторот за ПП апарати, дека ние сме секта. Ама крстот е символ на језуитите. Затоа што тие ја следат состојбата на државата и ги исполнуваат своите цели на нашава територија Македонија. Или во превод, преку Поп Зоки Битолски,
и преку сите оние кои што ме нарекуваа секта, тие спроведуваат целта на језиутите. Затоа некој на вистина имал голема цел. Ќе барам еден текст да ви го прочитам. Деновиве ви објавував материјали низ кој пекол поминував. Едниот вели вака: господине Владо Павлов, спиете ли мирно? И тоа полицијата не го гледаше уваракочени. Ве молам, како што не гледа дека овие ПП апарати немале пена во дискотеката Пулс. Затоа малку треба повеќе да размислиме. Од Каширски до последниот. Од тогаш постое. Од Баното. Така и ова. Палче вели дека сум бил под надзор. Со најгради зборови. Под надзор е гомното во Кочани. Препарирана стока. Во дворот опнат пирамида цел ден денес е со 2-3 луѓе. Дремат пред куќата. Се пострале од башките копилиња. Безгајле ќе биде расклопен како свечка. Нека си најде удба друга будала со тоа копилето Александар Божиновски. Значи тие така работат. Мора покрај оно што соучените ќе го каже за мене пред очите на уваракочени, да си го каже и неговиот Пулен. Нели копилето рекол. Не јас, Љупчо Палевски. Змијата да не ги покаже носите дека заедно работеле. А подпомогнати од Крсто Муковски во мојот дом. Крсто Муковски веќе има кривично пуштено и чекаме уште 2-3 дена да видиме како ќе реагира. До следната недела уваракочени и ОЈО и основното јавно обвинителство, за да подоцна ја активираме финансова полиција и внатрешна контрола од Скопје. Да видиме дали после случајот и понатаму ова секта уште живее во Кочани. Така да овде стои мојата куќа, мојот објект. Најверојатно во корелација биле со шпионот мој домашен, а додека другиот повеќе немало да биде лав, а ја не знам никога е бил лав, и се прави лисица дека со и триштини ќе го уништел Владо Павлов, ама ете и јас ќе бидам Љупчо Палевски и ќе ставам слика кај што ќе го бележам кафе бар Пролет, каде што јас мојот дом го префрлив последните 3 години таму. Вакви фраери на батерии и вакви језиути кои што користат ниски вибрации и веруваат дека некој ќе им се уплаше, се многу смешни. Но ако УВР преземеше мерки и на Палчо, откако го виде ова што го правеше, или МВР,
Исто и ако овде се преземе одредени мерки, немаше да дојде ни собраќајката, немаше да дојдат и многу други работи од дечкото ментор за ПП апарати, кој што, како што гледаме, секој втор ден бил во Кочани. Голема потреба имал во Кочани. А доправа ќе излезе се. Доправа ќе излезе. И зашто менторот за ПП апарати мене ме кажуваше така и мене ме обвреднуваше. Затоа овие двајца по ништо не се разликуваат. Воопшто не им се плашам. Увара Кочани него види и ова кој што го дадовме тогаш на командирот, кој што сега со ова состојба е тргнат од неговото работно место, кај што вели колцето е завртено на небото. Ами сега што правиме тука по земјата библиска? Некои ќе бидат, имат снемано. И следниот ден се случи собраќајката на Плетвар со директен судир во нас. Каде што велеа во Увара Прилеп, оставете бело липче, ние ќе го правиме записникот. Овој текст е напишан истиот ден кога Крсто Муковски поднесува за развод. Дури и разводот е инициран за сето тоа што се правило против Владо Павлов. Ете, јас ги повикувам. Слободно нека дојдат на Фейс, пак нека пишуват. Ама ова вклучување во живо ќе го завршам со пораката од менторот за ПП апарати, кој што испраќа на Весна Стојменова и вели: седи раат, светот чека на нивната секта. Светот Кочани го виде по оно што се виде денес. Ама овој дечко, како што пишувал, некој ќе го имат, ќе го нема, па дојде собраќајката, да го прашаме дали е баба Вања, па вели светот ќе дознае за Кочани и за некоја си секта. Ете МВР и Увара Кочани, слободно прашајте го, што сакал поетот да ни пренесе? Или понатаму ќе молчете? Јас не верувам дека војни во Македонија ќе молчат македонците, освен оние кои што дале заклетва тајна пред језуитите. А тие се секаде. Тие се во судство, тие се извршители, тие се во Увара Кочани, тие се олигарси, тие се милионери и така натаму и така натаму. Весна Стојменова седи раат, светот чека на нивната секта. Повеќе од јасно е што имале за цел со Владо Павлов. Зашто Владо Павлов требало да биде сам. И на кого се правило сето ова? Не барам од никого помош. Мојата битка сам ќе си ја водам. Без конфликтна логика, без протести, без било што. Ама ќе докажам дека оние кои што мене имаа за цел да ме направат секта, се најголемата секташка организација во Македонија и пошироко. А вие знаете
кој Владо Павлов го правеше секта? Барам уште еден текст. И сакам одговор од вас. Затоа што да бидеш толку упорен со години уназад да го споменуваш тој збор секта, треба да знаеш зошто го правиш тоа. Така овој ментор за ПП апарати ќе кажеше и пак ќе каже сега, бидејќи змијата не сака да си ги покаже своите носи. Се јави сектата, кочанското наркоманче во првиот ред. За вреѓање сме први, да омаловажиме, да уништиме, затоа што тој е бизнисменче. Ама земскиот цар може да го држи колку сака, ама небесниот малку потешко за се ова што е правено против сите нас. Погледнете го ова сега. Приказкари во секти, групирани. Во нивните секти се им е дозволено да те крадат, лажат, злоупотребуват и да служат. Што има поразлично од оно што го гледавме? УВР Кочани и МВР треба малку повеќе да размислат. Кој им доваѓал секој втор дом во Кочани, што правел и зошто имале за цел Владо Павлов да го уништат. Надписи јадници. Кочанска секто, биш, мирна конзерво. Кочанска секто. Замислете. И некој мисле дека го избрисал профилот и ние ќе оставиме така на случајност и сега нема да знаеме ништо. Како тоа што го направија со Весна, прво што направија го избриша од YouTube видеото за пирамидата во Јурумлери, како доказ што кажува оно што сега ме вика секта цело време, а сигурно има некоја посебна причина зашто ме прави секта. Жално е све, македонци. Многу е жално. Ама вие молчевте, ја никогаш не сум молчел. Дали УВР Кочани, ако пред време преземеше многу мерки, ќе се спречеше се това? Останува вие да знаете. Бидете ми поздравени. Ќе ви прочитам само уште еден текст. Тоа што го пишувале, ништо повеќе не се двојам од тоа. Колку и да се жалат во МВР и во УВР Кочани двајцата од мене, јас само го промовирам тоа, тие што го правеле. Весна Стојменова вели: Александар Божиновски, мојот збор е ветеното пред Господ. Нема никогаш да го погасам. Стојам позади се што изнесов. А допрева треба да ја прашаме што изнесела. И кажав и пред институциите ќе го направам истото. И на крајот завршува со символот БУФ.
А дотичниот ментор на ПП апарати ќе каже: Весна Стојменова, благодарам што застана на страната на вистината и правдата. Покажа човечка, раритетна големина. Браво, Весна! Добре дојдовте онаму каде што вие мене ме правите. Мајки, бдејте над вашите деца, затоа што тие се секаде околу нас, се уште. Ама, мојот живот сум го поклонил на Бог и така ќе остане. За мене ова е една голема секташка организација која што има за цел устолчување на Антихрист и каде што им помагаат познатите језуити, кои што го кажав, центар нивен е Јован Бигорски. Значи, со оглед на тоа што во Македонија имаме и римокатоличка црква, во Скопје, во Битола и Струмичко, веројатно и помалиот дел од верниците има такви кои се језуити, кои што го користат крстот и кои што го користат символот на сегледачкото око кое што стои над черепите. Ама во Охрид действуваат пасторално неколку језуити од Загреб. Случајно или не? Многу малтешки витези. А Владо Павлов е се. Ќе се борам против сето оно што се прави против ова човечанство. Колку и да е мал Тино да го реши сето ова, ама едно да знае и Тино. Бог е над сите нас. Почни од Баното, од Каширски и дојди до последната Маре. И ќе дојдете до заклучок дали Кочани ќе воскресне или не. А сите оние кои што ме правите секта, ви се спрема кривично со докази и аргументи за се што сте правиле. Ова е прва само што ја пустивме на Крсто Муковски. Во Увара Кочани и во основно јавно обвинителство. Ако немаме одговор за една недела, одсекот ќе се јави. Како што се јави Министерство за правда на злоделата кои што ги правил против мене извршителчето Орце од Делчево. Одсекот ќе се јави. Затоа што Македонија заслужува да живее во љубов и мир, а македонците заслужуваат да живеат во благодет во сето оно што го прават. А вие одлучите зошто секта сум бил. А овај жален 23 март, ова жална Ксантика и Македонска нова година 2025, поминавме преку 10.000 услуги од 2020 до ден денес, бесплатни во солените соби Агапи на дечиња до 12 години и илјадници бесплатни услуги на лица кои што биле болни
и кои што беа болни од канцер и веднаш после хемотерапијата доваѓа бесплатно во Агапи со нашите услуги. Затоа ние се разликуваме од оние кои што не викат секта. И пак ќе кажам, имале голема цел тоа што го правеле против Владо Павлов. Ја повикувам УВР Кочани и МВР да превземе мерки, затоа што еднаш волк, цел живот волк. Ние на уши ќе им ги донесеме. Со докази и аргументи за се што е правено. Посебна почит до сите стари волци кои што се во комуникација со Владо Павлов и кои што работиме за добробит на Македонија. Да живее Македонија!